Надлежните здравствени институции упатија апел до граѓаните да ги почитуваат препораките за заштита од високи температури со цел да се намали ризикот од здравствени компликации во периодот на летните горештини. Според лекарите, во денови кога температурите достигнуваат високи вредности, неопходно е да се превземат дополнителни мерки за заштита на здравието и да се избегне непотребно изложување на сонце, особено во најтоплиот дел од денот. Се препорачува граѓаните да избегнуваат престој на директно сонце и физичка активност на отворено во периодот од 11 до 17 часот, кога сончевото зрачење и температурите се најинтензивни. Доколку излегувањето надвор е неопходно, се советува правење почести паузи во сенка и ограничување на времето поминато на високи температури. Дополнително, лекарите советуваат носење лесна, светла и удобна облека изработена од природни материјали, како и користење капа и очила за сонце, како дополнителна заштита од директното сончево влијание. Граѓаните се повикуваат неголемиот дел од денот да го поминуваат во климатизирани или добро проветрени простории. Во домашни услови се препорачува прозорците и ролетните да останат затворени во текот на денот, за да се намали загревањето на просториите, а проветрувањето да се врши во вечерните часови, кога температурите се пониски. Особено внимание се посветува и на правилната хидратација. Здравствените работници препорачуваат редовен внес на течности во текот на целиот ден. Пред се вода, без да се чека појава на чувство на жед. Воедно се советува избегнување на алкохолни пијалаци, прекумерен внес на кофеин, многу ладни напитоци, како и тешка, мрсна и висококалорична храна, која дополнително го оптоварува организмот. Посебен апел е упатен до граѓаните никогаш да не оставаат деца, повозрасни лица или домашни миленици во паркирани возила, дури ниту за краток временски период. Според експертите, температурата во затворен автомобил може за многу кратко време да достигне опасно високи вредности и да предизвика сериозни последици по здравието. На лицата со хронични заболувања, особено оние со кардиоваскуларни, белодробни, невролошки состојби, им се препорачува редовно да ја земаат пропишаната терапија. При каква било промена на здравствената состојба, веднаш да се консултираат со својот матичен лекар. Здравствените институции потенцираат дека со навремена превенција, внимателно однесување и почитување на препораките може значително да се намали ризикот од последици, поврзани со високите температури и да се зачува здравието во текот на летниот период. Министерот за здравство Азир Алиу на денешната пресконференција информираше дека е потпишан договорот за учество на Република Македонија во програмата EU for Health, најголемата програма на Европската унија, наменета за развој и поддршка на здравствениот сектор. Според него овој чекор представува значајно приближување на македонскиот здравствен систем кон европски стандарди, политики и практики. Говорејќи за значењето на договорот, министерот истакна дека потпишувањето во Брисел представува важен исчекор за домашното здравство и потврда за европската перспектива на државата. Со потпишувањето на договорот за EU for Health направивме важен чекор напред за македонското здравство. Пристапувањето кон програмата е силна потврда за довербата во реформите што ги спроведуваме, изјави Алиу. Посочи дека програмата отвора широк спектар можности за развој и имплементација на проекти во повеќе клучни области. Меѓу нив се дигиталното здравство, превенцијата и раната детекција на болести, унапредување на скрининг програмите, онкологијата, кардиоваскуларното здравје, менталното здравје, подготвеноста за здравствени кризи, како и подобрување на пристапот до лекови и медицински производи. Дополнително програмата предвидува активности за јакнење на здравствениот кадар и создавање услови за поголема отпорност и ефикасност на здравствените институции. Министерот појасни дека проектот располага со оперативен буџет од 4,4 милиарди евра и представува најголема инвестиција на Европската унија во областа на здравството. Со приклучувањето кон програмата, Македонија ќе може активно да учествува во европски повици за грантови, јавни набавки, заеднички акции и меѓународни партнерства. Еден од значајните аспекти на договорот, како што беше посочено, е ослободувањето од ДДВ, царини и други фискални давачки за добра и услуги финансирани преку програмата. Како следен чекор, Министерството за здравство најави почеток на активности за презентација на програмата, идентификување на потенцијалните корисници и подготовка на институциите за активно учество во европските повици. Планирано е процесот да ги опфати универзитетите, медицинските факултети, клиниките, болниците, институтите, професионалните здруженија, пациентските организации и останатите чинители во здравствениот сектор.
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ја информира јавноста дека согласно насоките од владата и барањата на корисниците на шумите, јавното претпријатие Национални шуми и националните паркови кои управуваат со заштитените подрачја е дадена согласност за воведување на целосна забрана за движење во шумите и шумското земјиште. Одлуката е донесена согласно Законот за шумите, а како главна причина се наведува зголемената опасност од појава и ширење на шумски пожари на отворен простор во текот на летниот период. Забраната стапува во сила на 1 јули оваа година, ќе трае до 31 август 2026, опфаќајќи го целиот период на зголемен ризик од пожари. Во овој временски интервал, движењето во шумите ќе биде дозволено исклучиво со претходно писмено одобрение издадено од надлежните подружници на јавното претпријатие Национални шуми, како и од националните паркови во зависност од подрачјето со кое управуваат. Од Министерството појаснуваат дека мерката има превентивен карактер и е насочена кон заштита на шумските екосистеми, биодиверзитетот и безбедноста на граѓаните, особено во периоди на високи температури и сушни услови. Во соопштението се предупредува дека непочитувањето на оваа забрана ќе биде санкционирано согласно Законот за шумите. За физички лица кои ќе бидат затекнати во шума и шумско земјиште без соодветно одобрение, предвидена е парична казна од 1500 до 2000 евра во динарска противредност. Надлежните институции апелираат до граѓаните да ја почитуваат мерката и да придонесат кон спречување на шумски пожари кои можат да предизвикаат сериозна материјална и еколошка штета. Министерството нагласува дека со заедничка одговорност и внимателно однесување може значително да се намали ризикот од пожари и да се заштитат природните ресурси на државата. Од 1 јули до 31 август ќе важи летна забрана за движење на тешки товарни возила со тежина над 15 тони на државните патишта во Македонија. Мерката се однесува на викендите, како и на периоди на екстремно високи температури. Според најавите, забраната ќе важи во петок попладне во текот на сабота и недела, со цел да се намали сообраќајниот интензитет, особено на правците кон туристичките дестинации, каде во летниот период традиционално се создава зголемен метеж. Дополнително во услови на топлотни бранови, ограничувањата ќе бидат проширени во работни денови од понеделник до четврток во најтоплиот дел од денот, од 11 до 17 часот. Оваа мерка има за цел да придонесе кон подобра проводност на патиштата и намалување на ризикот од сообраќајни застои и инциденти во услови на високи температури. Од забраната се изземени одредени категории возила кои превезуваат стоки од витално значење. Тоа се возила што транспортираат храна, нафта и нафтени деривати, живи животни, хуманитарна помош и други неопходни товари чиј транспорт е неопходен за непречено функционирање на снабдувањето. Надлежните институции посочуваат дека мерката е дел од редовните летни сообраќајни регулации и има за цел да ја зголеми безбедноста на учесниците во сообраќајот, како и да обезбеди поефикасен проток на возила во периодот на зголемена фреквенција на патиштата. Бројот на жртви по двата силни земјотреси што ја погодија Венецуела се искачи на најмалку 589 загинати, додека спасувачките екипи продолжуваат интензивна потрага по преживеани лица затрупани под урнатините. Надлежните служби предупредуваат дека времето е клучен фактор, бидејќи се работи против така наречениот златен период за спасување. Според последните информации, околу 3000 лица се повредени, голем број жители се уште се водат како исчезнати. Разорувањата се особено големи во главниот град Каракас, како и во крајбрежниот регион Ла Гваира, во околните населени места. Илјадници семејства останаа без своите домови, кои во многу случаи се целосно уништени. Сеизмолозите посочуваат дека вториот земјотрес бил најсилниот што ја погодил земјата во последните повеќе од 100 години, што дополнително ја осложнува ситуацијата на терен и ги отежнува спасувачките операции. Во меѓувреме, меѓународната заедница ја засилува хуманитарната и логистичка помош. Според извештаи од терен на спасувачките тимови им се приклучили и припадници на американските војни сили, кои помагаат во пребарувањето на урнатините и евакуацијата на преживеаните. Во земјата пристигнуваат и специјализирани спасувачки тимови од повеќе држави, како и хуманитарна и финансиска помош. Локалните власти и меѓународните организации апелираат за итна поддршка, нагласувајќи дека првите 72 часа по катастрофата се клучни за пронаоѓање преживеани. Состојбата на терен во Венецуела останува критична. Спасувачките операции продолжуваат без прекин. Парижаните привремено ќе имаат забрана за конзумирање алкохол на јавни места како дел од вонредните мерки за справување со екстремниот топлотен бран што ја зафати Франција и поголемиот дел од Европа.
Одлуката доаѓа во момент кога болниците во главниот град се соочуваат со значително зголемен број пациенти поради високите температури. Шефот на париската полиција предупреди дека здравствениот систем во Париз се приближува до границите на своите капацитети. Според него, новите мерки кои вклучуваат и ограничување на продажбата на алкохол за носење се неопходни за да се намали бројот на хоспитализации. Здравствените служби пријавуваат значително зголемување на итните интервенции, при што само во период од 24 часа е регистриран 4-кратно поголем број срцеви застои од вообичаеното. Лекарите предупредуваат дека дури и млади лица се погодени од сериозни последици предизвикани од топлотен стрес. Температурите во Франција достигнаа екстремни вредности со рекордни 40 степени Целзиусови измерени во средата во главниот град, додека следниот ден се приближиле до 40 степен. Овој топлотен бран ја зафати голем дел од Европа, каде над 150 милиони луѓе се изложени на температури на 35 степен. Покрај ограничувањето на алкохолот, властите воведуваат и дополнителни мерки за заштита на населението. Во Париз веќе се затворени повеќе училишта, парковите се отворени 24 часа дневно за да обезбедат пристап до разладени зелени површини. Познати туристички локации како Ефеловата кула и музеот Лувр го намалија работното време поради екстремните услови. Паралелно француските власти разгледуваат и ограничување или откажување на големи јавни настани, вклучително фестивали и спортски собири, поради ризикот преоптоварување на здравствениот систем. Според проценките, милиони граѓани се изложени на црвени аларми за топлотни бранови, што представува сериозен јавно здравствен предизвик. Експертите предупредуваат дека екстремната топлина станува се поголем економски и социјален ризик за Европа. Научни анализи покажуваат дека климатските промени значително ја зголемиле веројатноста за појава на вакви екстремни температури. Властите во Франција најавуваат дека мерките ќе останат во сила додека трае ризикот, со цел заштита на здравието и спречување на дополнително оптоварување на веќе преоптоварениот систем. Времето денеска ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност. Во попладнивните часови ќе има услови за локална нестабилност, проследена со дожд, грмежи и засилен ветер. Максималната дневна температура ќе достигне од 29 до 37 степени. Во Скопје ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност, во делови од котлината со мали услови за краткотраен дожд, грмежи и засилен ветер. Температурата ќе достигне до 35 степен. Според прогнозата за време на викендот и на почетокот на следната седмица, под влијание на топла воздушна маса, времето ќе биде сончево и многу топло. Температурите на секаде ќе бидат над 30 степен, на одделни места ќе достигнат и до 39 степени. Во вторник ќе се задржи топло време, со зголемена облачност и услови за пороен дожд, додека в среда се очекува мал пат на температурите и нестабилно време со пороен дожд и грмежи.